Колку е значајно дрвото за човекот и за екосистемот? Која е неговата улога? Со оглед на тоа што шумите се едни од најстабилните копнени екосистеми, односно практично се една голема ризница на биолошката разновидност, што се единствените од копнените екосистеми што може да влијаат на климатските промени, односно на подобрување или влошување на климата, несомнено станува збор за исклучително неопходно влијание за нашето битисување, дотолку повеќе што ние сме практично врзани со нив во поглед на она што значи живот, односно вдишување на кислородот како нешто без кое што се уште не може. Колку кислород произведува едно дрво и од што зависи овој процес? Например, дали влијаат големината на листовите, видот, габаритот на крошната? Земајќи предвид дека во однос на оние процеси кои што ние не можеме да ги направиме на тој начин, а растенијата со голем успех успеваат тоа да го сработат соодветно, овде пред се мислам на создавањето на органска храна, шекери од неорганска храна, преку процесите на фотосинтеза. Тоа значи дека земено просечно, потпирајќи се на научните мисли, односно истражувањата за подолг временски период, дека во просечно добри услови за извршување на овие процеси, една лисна површина од квадратен метар може да преработи, односно да врзе јаглерод диоксид онолку колку што се содржи во 3 кубни метри воздух. Ова представува исклучителна моќ за, од наша гледна точка, прочистување на воздухот, односно врзување на јаглеродниот диоксид во амбиентниот воздух, а како нус производ е тука она што за нас значи живот, кислородот. Скопските дрвореди долж булеварите се еден од белезите на градот, но костените во есенските денови се лоши за велосипедистите, додека болните липи за автомобилите и урбаната опрема. Дали внимаваме доволно кои видови ги употребуваме? Претпоставувам секој дрво си има свое место. Се разбира. Станува збор пред се од потесна област при соодветен избор на видови, особено во градска средина, и тоа го опфаќа научната дисциплина урбана дендрологија. Тука пред се мисли на квалитетен избор на видови кој што се заснова на потребите од намената на одреден простор. Тоа пак значи дека исклучително многу треба да внимаваме. Повторно ќе кажам, некако ја гледаме нашата страна, нашето гледиште во озеленувањето, бидејќи се работи за антропогенна средина, односно за урбана средина. И тука треба да имаме предвид кои би требало да ни бидат придобивките од озеленувањата, односно од изборот на дрвни грмушести растенија, во однос на тоа што сакаме да постигнеме во тој простор. Ке се навратам во минатото, кога и сме немале така голем избор за озеленување, меѓутоа сме одели од практични причини. Она што навистина успева, при тоа помалку внимавајќи на оние аспекти кои што би ни представувале проблем во денешното урбано живење. Секако има простор за подобрување. Скопје изминатите 3 декади доживеа неконтролирана експанзија и изградба. Индивидуалното домување се замени со колективното и многу улици стана практично булевари. Професоре, имаме ли податок колку дрвја изгубивме во тој процес и како истото влијае врз загадувањето на воздухот? Ке звучам веројатно уште повеќе загрижувачки, имајќи предвид дека не улиците станаа булевари, туку зелените површини станаа улици. Ако се има предвид пак дека булеварската инфраструктура опфаќа и соодветно урбано озеленување, особено покрај шеталиштата, односно пешачките патеки, тоа би требало и да представува позитивен пример во сета ова урбана џунгла.
Меѓутоа и тоа е поврзано со изборот и квалитетот на видовите кои што се употребуваат во градската средина, посебно за Скопје, каде што уште повеќе направивме проблеми со систематското уништување на блоковското зеленило. Убаво споменато дека во просторите каде што ги правевме како деца малските дружби, сега практично имаме објекти за колективно домување, без малку блокови кои што ја прекинуваат оваа зелена инфраструктура. Дали во зимските денови проблемот со воздухот во овој дел од годината е причина можеби и поради немањето на зимзелени дрвја? Логиката на прашањето доаѓа тоа што листопадните дрвја кои се поприлично поприсутни во градот во овој период од годината немаат листови. Хибернираат ли листопадните дрвја во текот на зимата? Комплексно прашање кое што, за да се одговори, треба да се земе предвид целокупната ситуација. Скопје како метропола и град кој што се повеќе е густо населен, е практично котлински град. И е сосема нормално да има застојување на воздухот во зимскиот период, но истото тоа не се случува и во летниот период и се почесто. Поврзано е со она нелогична урбанизација во смисла на претходно споменатото, со густината и неправилно поставените блоковски објекти. Ние си дозволивме да го попречиме горското струјење на воздухот во летниот период од водно кон котлинскиот дел од градот, односно струјењето покрај најголемата река Вардар во однос на оние делови или градски јадра што допираат или се непосредно до речниот брег. Од друга страна, ако се повикам на едно истражување на колегите од Ланкастер, Велика Британија во 2013 година, едноставно истражувајќи ги налепувањето или прочистувањето на издувните гасови, поточно частичките кои што произлегуваат од согорувањето на горивото од возилата во урбана средина, и тоа дрворедите, во нивниот случај брези, и местата или улиците каде што воопшто не се насадени, значи се голи улици, дошле до заклучок дека различните частички со различна големина, од 1 па се до 10 микрометри, листната маса на овој вид дрвја задржува до 50%, при тоа не дозволувајќи да навлегуваат во објектите што се непосредно до уличната инфраструктура. Ова значи дека има навистина голема улога, посебно ако се земе предвид дека во Скопје недостасуваат дрвја кои што во зимскиот период се со листна маса, но овој дел повеќе мислам на механичкото задржување, бидејќи микрорелјефот кој што се среќава на листовите од одредени растителни видови, пред се дрвенести, ја имаат таа способност да ги задржуваат физички. Од друга страна пак, во нашите случаи, најголемото физиолошко прочистување се случува благодарение на широколистните видови. Ако може би се направи комбинација за подобрување на квалитетот на воздухот во одредена мера со употреба на видови кои што се широколистни, но зимзелени, би се дошло до некои подобри резултати. Се разбира дека ова треба да се заснова на истражување кои што ние моментално ги немаме. Како за пример ќе споменам градското зеленило во Болоња, каде што градските власти заедно со научниците се уште прават истражувања кои од постојните видови од урбаната дендрофлора се прилично добро адаптирани, а тоа можеме да го направиме бидејќи навистина подолг временски период Скопје озеленет како целина, би биле, едноставно би дошле до заклучоци кои од овие видови навистина можеме да ги употребиме. Верувајте, таму се среќаваат видови што ние ги имаме и тука, па дури може да се искористат и нивните резултати за подобрување на квалитетот воопшто на живеењето во градот. Сепак би споменал дека ова може да биде меч со две сечила, имајќи предвид дека ние го спречивме струјењето на воздухот, што може да дојде до повторно застојување, односно како физичка пречка,
и едноставно блокирање на прочистувањето на воздухот по механички пат. Често се среќаваме со активистички фанатизам како против тежа на неконтролираното сечење на дрвјата. Како да се постигне баланс во делувањето, бидејќи често се реагира и на отстранување на суви, неактивни дрва? Сосема ја разбирам јавноста од една страна и сосема ја разбирам струката од друга страна. Она што зашто веројатно се нема политичка волја или изгледа само дека се посочува на нешто што сакаме да го направиме, без при тоа да земеме предвид вистински што укажуваме, дека заедно треба да ги објасниме суштинските нешта. Значи, се прават потези, често инцидентни, стихини или на брзина, за кои што немаме доволен период соодветно да ги објасниме работите што ќе треба да се изведат или преземат. А тука пред се мислам на оние работи за кои што чинителите или оние кои што ги спроведуваат политиките треба да ги разберат кога се укажува од една страна, а од друга страна потребата сето тоа правилно да се објасни на јавност. И ова ни е секојдневие кое што ни е чест пример поради недоразбирања или недоволна јасност во спроведување на овие процеси. Несомнено е дека мора да се земат предвид сите мислења во солиден временски период на јавна расправа во која што ќе може да се разгледаат и потоа да се образложат решенијата кои што ќе треба да се спроведат. Законите и нивната примена од страна на градот и општините се клучни играчи за тековната ситуација. Дали постојат активности кои доаѓаат од овие институции, а кои ветуваат промени? Се разбира, тоа се случува веќе подолг временски период, но сето тоа треба да се спроведе на терен. И практично е поврзано со одговорите од претходното прашање, но се доведуваме постојано во потези кои што не подлежат на стратегиски оцени, туку се избрзани реакции што повлекуваат пак една низа друга суштински проблеми и често се доведуваме од она што сме го смислиле со погрешни потези да навлегуваме погрешно од чекор во чекор.